Ви посакувам добре дојде во VIP на еден ден. Во изминатата сезона се соочивме со многу искушенија и многу предизвици. Меѓутоа не подклекнавме пред искушенијата и не им се предадовме на предизвиците. Со вас заедно ја споделивме тагата на нашите учесници, но со вас заедно на крајот од секоја епизода се радувавме на нивните солзи радосници. Во оваа сезона се надевам дека ќе имаме уште поголеми причини за насмевки и радости. Добре дојдовте во втората сезона на VIP на еден ден. Серијалот VIP на еден ден ги прикажува судбините на луѓето кои добиваат единствена можност да го променат својот физички изглед и да ја вратат смислата на својот живот. Со помош на нашите соработници им помагаме на сите оние на кои животот им приредил тешки искушенија. Судбината без најава си поиграла со нивниот животен пат. Нашите учесници се жртви на општествената неодговорност, на трагични настани случени во еден момент. Нашите учесници понекогаш се борат со тешка болест, собствена или на свој близок, која пак ги турка во депресија. Нашите учесници се лица кои заслужуваат најголема насмевка и повторна среќа. Благодарение на соработката со голем број хумани луѓе, успеавме на учесниците не само да им овозможиме да се почувствуваат VIP, туку да гледаат посветло, поубаво и со поголема надеж на животот. Примерите на нашите учесници не прават горди на постигнатото. Секоја приказна е уникатна и посебна по многу нешта. Така некаде овозможуваме целосна естетска промена, доколку учесникот нема заби. Потоа овозможуваме средба со VIP личност, комплетно нова гардероба, многу подароци од соработниците во вид на производи, учесниците добиваат и патување. Нашата цел е во рамките на нашите можности да им ги оствариме желбите на нашите учесници, а се со цел да им ја вратиме среќата во нивните животи. Нашиот адут е тоа што се правиме јавно, транспарентно, со точно утврден редослед на нештата и причини заради кои се прават одредени работи. Тагата и среќата на нашите учесници ги споделуваме јавно, затоа што секоја споделена тага станува помала, а секоја споделена среќа станува поголема. Да се солзи радосници, нели? Многу ви благодарам, не знам што да речам. Слики да ни испратите од морето, тоа ни е најбитно. Со селфи. Обавезно. Тоа ќе биде наш подарок. Мислам од вас подарок за нас. Баш ме изненадивте, навистина, многу ме изненадивте. Еј, мори, моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, неа не дава. Еј, мори, моме, како да речам. Споминав прекрасно. Голема благодарност за целиот тим, до целата екипа. Благодарам за новата јас. Концептот на нашата емисија е таков што приказните на нашите учесници ги представуваме во два дела. Во првиот дел ја представуваме нивната приказна и проблемите со кои тие се соочуваат, а во вториот дел веќе ви ја представуваме преобраспата. Но, од минатата сезона ни остана една приказна која што не успеавме да ја завршиме во два дела. Токму заради тоа, оваа нова сезона на VIP на еден ден ја започнуваме со трет дел од приказната за Милан и Стојна. Ви се обраќам за да споделам приказна на мојата тетка, за ако можете барем на еден ден да и го разубавите животот. Лани пред Нова година, прв пат бев кај нив, во село Мршевци. Ме поттикна тажната слика на Илката која ја видов на профилот на малиот Милан. Мала Илка со неколку хартиени лампиони, а тој насмеан. Ги посетив и видов дека живеат скромно, но среќно. Покуќнината им беше стара, но чиста. Живеат сложно и со насмевка ми кажаа дека сега откако Чичко Раде се вработил, ќе ја реновираат куќата и конечно ќе направат купатило. На Милан му однесов пакетче и си ветивме да се видиме во новата. Сите тројца ми испратија со насмевка, а по неколку дена дојде шокот.
даде, тато умре. Не знаеш како да вратиш на таква порака. Помислив колку е тежок животот, едноставно. Здраво, јас сум Викторија. Стојна ми е тетка. Ја пријавив на ВИП на еден ден не за да биде толку ВИП, туку за да ја споделиме нејзината несреќа сите заедно. Мислам дека таа кога зборуваше, обкружена секојдневно со таа несреќа, не е ни свесна колку посреќена може да биде и колку работи и фалат. Затоа што се навикнала да преживува со основните работи и затоа веќе не ни гледа, се друго е, освен основното, се друго е луксус за неа на еден начин. Јас сум Стојна Димитриевска од село Мршевци, имам 45 години, мајка на едно дете, 12 годишно. И така. Јас сум Милан Трајговски, живеам во село Мршевци, имам 12 години. Со собраните информации и советување за повторна средба си заминавме. Тја да ве поздравиме тука. Мило ми беше, значи се гледаме. Ајде, мило ми беше, значи после кога ќе се вратиме со насмевка. Добро? Може? Ајде. Викторија, бевме кај семејството на твојата тетка. Многу емоции и за жал ќе кажам дека стварно се тешки условите во кои што живеат. Генерално нашата емисија знаеш дека се занимава со поинакви работи, да, меѓутоа поради целата ситуација јас не можам да ветам дека можеме да направиме чудо, меѓутоа можеме да се обидеме, да им помогнеме. Тоа што најнеопходно има, можев да видам дека е тоа што немаат купатило и креветите не се во добра состојба. Целата полуќина е стара, ама нели најнеопходно приоритетно е купатило да е. Така, ние ќе испратиме апел до сите хумани луѓе кои што сакаат да му помогнат на ова семејство, да се јават и да помогнат, да понудат што е тоа што можат да го направат. А ние ќе се држиме до она кое што е наше, дека ќе им направиме еден ден да се чувствуваат вистински ВИП и ќе се обидеме да ги израдуваме. Ние имаме уште едно изненадување за нив, ама јас ќе им го кажам кога ќе се вратиме, кога веќе ќе почнеме да ги шириме насмевките, а тебе само ќе ти шепнам за да бидеш и ти порасположена. Леле, многу ќе се израдуваат. Да. Така да одиме сега за да ги најдеме насмевките таму некаде кај добрите луѓе, може? Да, ајде. Готово. Од денес ја почнуваме рубриката Исполнете желба. Креирајте среќа. Ве повикуваме вас, компании, драги луѓе, хумани срца, да помогнеме заедно. Мајката Стојна и синот Милан од село Мршевци, чиј татко Раде починал лани на Нова година, ќе ги направи среќни само едно. Пострекни што ќе ме направи? Па, ние немаме купатило, би сакал купатило да имаме. По едно купатило да има. Да има кај да се бајне. Тој ми проблем најголем. После се постепено ќе си дојде на своје. Потребни ни се плочки и санитарии, водоводџија, гипсмајстор и архитект. Пишете ни.
Со оглед на содржината на нашата емисија и она што сигурно можевме да им го понудиме на Милан и Стојна, е ден за паметање. Додека во позадината, после испратениот апел, ги баравме сите потребни материјали. Мебел, работна рака, за да им исполниме најголемата желба – купатило. Важно ни беше да ја видат убавата страна на животот, како што ни рече Викторија, дека не е се така црно. А добрите луѓе веднаш изреагираа. Оние кои први се пријавија се архитект и водоводчија. Проектот го изработи Андреј Клинчаров, кој дојде и измери и ја утврди состојбата. Андреј е познато телевизиско и манекенско лице, но по професија е архитект. И тоа архитект со големо срце. А на лице место, уште еднаш го побаравме за детали. Само идеме со првата или со втората опција? Значи, со целосното веќе што правиме од крај до крај? Ова од тука до тука. Значи, од тука до тука. Нели не е целосно како му доаѓа. Значи, вака, преградена. 2,20 нешто така. Ти го мислиш тука до... 60. Ти го мислиш до овдека, до вратава? Не. Да, малце по налево, до таму. Добро. Сега, она што ни е прашањето е висината и дали идеме со плочки до горе или идеме на пола плочки. Тука од под до таван е 260 сантиметри и најповеќе доколку вие обезбедите плочки за целото купатило, да идеме со плочки од доле до горе, значи целото веќе да си биде заштитено од влага, така да можат луѓето комодно да си го користат веќето без некаков проблем. Јане беше вториот човек со големо срце, кој како водоводжија несебично ги стави на располагање своите услуги и не извести за се што ќе ни треба. Ајде да ми кажеш сега што се може да се направи од ваквата фактичка состојба. Значи овде можеме да направиме значи во оваа состојба да ставиме преграден зид и да го направиме купатилото, значи едниот дел да го искористиме за купатило. Добро. Так. Во однос на материјал што ни е потребно, значи цевки, големина, такви работи, што све ни треба? Цевки ФИ 110 за одводот ни требаат, тука после за разводите, тоа е главната линија што треба да е, и ФИ 25 ППР. Значи, која треба да ни дојде како доводна и одводна цевка. Значи, тоа до купатилото. Во купатилото разводите, значи ФИ 20 и 25 исто за топла ладна вода и другите разводи ги имаме. Добро, чешма ни треба, значи за... Чешма ти ни треба туш батерија. Туш батерија и ни треба за лавабо. И за умивалник, значи за лавабо една, и ќе ни треба за после за кујната една чешма. Одлучивме дека за радоста да ја споделиме на повеќе срца, од секаде ќе земеме по нешто. Па така, цевките ги земавме од продавница за санитарии во аеродром. Па се упативме во сет за да земеме бойлер. За санитариите и мебелот во купатилото дестинацијата беше Виница. Плочките ни се од тетово, гипс картонот ни од ѓорче. Вратата и прозорите ќе бидат од драчево. Се огласија и луѓе кои сакаат да донираат од македонска каменица. Една звезда ми шепоти, дали си блесок што постои, трепет од крилја. Како што гледате, се враќам со насмевка. Затоа што конечно можеме да кажеме дека нашата мисија веќе почнуваме да ја доведуваме до крајот. Овде се плочките кои што ги донираа добрите луѓе со големи срца. Значи овде го имаме цементот кој што е неопходен, нели, за да може да се направи така наречена кошулица, па за да може да се направат плочките, а сега ќе ве внеса за да видите што се е направено внатре. Хајде. Еве сме внатре, еве ни го.
човекот кој ще заврши најголемата работа. Јане, Една значи се наоѓаме така, на истото место се наоѓаме. Да. Така, меѓутоа сега сосема различно изгледа. Она што го направивме е го преградивме делот, гипскартон е ставен. Така. И од невозможно направивме возможно затоа што тука воопшто Еден мал дел завршивме. Пустори поголемиот дел. така поголемиот работата. дел стануваше збор за тоа да го прилагодиме просторот за да може да се направи Така. пат. Така. Така, кажи ми што све направивме. Така, има значи ја направивме електриката во просторот кај што го адаптиравме за купатило. Ја поставивме водоводната инсталација, одводната инсталација. Го завршивме тој дел и сега чекаме да настапат плочкарот, Да се залепат да се залепат плочки. Таму имаме прозор кој да што се ќе го смени направиме. прозорот. Имаме врата која што Имаме ќе ја да направиме. која треба да се монтира само, мерките се земени, Да. така. Мерките се земени, Да. да и прозорчето ќе стигне наскоро. Значи тука ни е мебелот Тука е кој што да санитаријата која треба да ја монтираме во купатилото кога ќе биде готово така. со плочки. Што беше најтешко во однос на извидбата, тоа што беше твоја работа? Најтешко. Тоа се За мене е рутина. да, рутински работи мислам кога се кога се прави купатилото. Тука ќе биде, Кога се чекај сега, прави. туш кабината ќе биде Туш тука? кабината ќе биде од таа страна, значи од Кај е тушот? од северната од северната страна. Туш кабината малку го сменивме планот. Од оваа страна, значи од левата страна ќе дојде умивалникот со огледало. Таму ќе дојде веќе школката исто од северната страна. И од десната страна ќе ни дојде бољерот и веш машината. Така. Одлично. Ова одлично изгледа. Така. Само уште да го довршиме и да прашам тука сега да видиме Стојно. Да слушам сега. Дојди слободно. Со херпес. Па, јас бев минатиот пат со херпес, така беше? Јас минатиот пат кога дојдов бев со херпес, така да тоа не е никаков проблем. Дали ги исполнивме очекувањата да прашам? Да. Да? Да. Како ти изгледа сега? Тоа супер. Многу е убаво. Уште кога ќе биде завршено? Ќе биде уште поубаво. Така. Ја исполнивме најголемата желба? Најголемата, да. Делот поголемата. Делот поголемата. И за кујната, да. Нека. За кујната готово. Нека. Уште тоа да го завршиме и Така. Па добро, ќе дојдеме после кога ќе биде све направено и На бањење. Да, на бањење ќе дојдеме. Сите поред. Кој прв ќе се бања, Јане? Не. Мајсторот мајсторот не се бања тој, што он прави, не. Добро, ништо тогаш Милан ќе го пуштиме. Прав Милан, се знае кој. Одлично. Одлично. Многу е убаво. Баш ми е мила. Да. Стварно. Многу е убаво. Ќе дојде уште. Значи, мисијата почнува да се остварува. Јас само на крајот ќе ви кажам дека со огромно задоволство сега ќе си заминам, а после, како што најавивме, се враќаме овде да се избањаме. Da sakaš sebi može sve što nije ludo bi posakale da sakaš zvezdi. Се наоѓаме кај нашите нови пријатели затоа што од овде ќе одбереме подароци за Милан и за Стојна. Меѓутоа, нашите нови пријатели се значајни заради тоа што токму овие изработки кои што ги гледате се изработки на кои што работи еден од нашите учесници, кој благодарение на оваа компанија пред некое време стана нивни вработи. Еве да се подсетиме. Здраво, јас сум Вардан Чиколев. Живеам во село Долни Дисен. Имам 18 години, ушам во гимназијата. Кири Методи. Орце има веќе планови за својата иднина. Тој чека да помине матурата. Матурската вечер се подготвува за полагање на матурскиот испит, значи има одбрана училишна матура, ќе полага училишна матура и планира веднаш да почне да работи. Значи тој има цел, веќе знае каде сака да работи и
ќе се погрижиме да може да работи тоа што го сака. Тој сака да работи во фабрика тука кај нас за производство на кожни работи Дукидасо. Дефектологот Маријана не израдува со информацијата дека од компанијата Дукидасо веќе го контактирале Орце и тој може да почне со работа. Орце, ти посакуваме достоинствен живот и бескрајна среќа. Ова не е лошо. Pokraj bregom tašni ne bi sedele da sakaš suza ne bi kapnala Seta Boga Oštom se saka, saka, se pravi kako mene taka, za pozdravi soraka. Ja nemam vreme, znaj, oštom se saka, saka, se pravi kako mene taka, i neke mi je makar, da dojde potencijata. Кај сме стигнале ни ова скроз нова дома, а? Може јас да отворам? Може. Ке бидам храбра, па дури може малку смешна јас. Но ке ти придам, ке пропадне ли светот оној час. И право во очи ќе гледам. И сега се наоѓаме тука на истото место кај што завршивме пред некое време, ама јас се наоѓам во сосема нова просторија. Нова, да, супер. Нова Ганс, нели? Нова Ганс, да, преубава. Мислевте дека ќе успееме? Јас реално не се надевав дека ќе успееме се во се. надевав. Да, и јас не се надевав. Али направивме. Супер е. Она голема благодарност до сите хумани луѓе што ни помогнаа. Така плочки што ни донираат тие луѓе. Кујна е виона е донација, кујната. Братите исто се донација. Голема благодарност до сите тие хумани луѓе. И така. Значи влегуваме низ нова врата, да, во нова просторија, да, и верувам во нов и малку полеснителен живот, нели? Па да. Да. Најбитното е што веќе носиме да, корито. Најбитното, да. Најбитното е купатило. Така. Па друго, здравје се постепено ќе си дојде на свое место. Така, твојата најголема желба беше е таа стојна, да имам купатило, за да имам каде да се бањам. Да, тоа. И какво е сега бањањето во купатило? Па супер е. Така? Влезеш, излезеш, се избањаш и готово, тоа е. Нема носење нема корито, нема истирање вода. Да. Ти, Милан, колку пати на ден сега се тушираш, а? Па 3-4 пати неделно. 4 пати влагаш, се тушираш и скачаш, така? Сега вечер од деник дојде па се истушира и така. Мама му вика, бриши тоа плочките. Не бриши ја. Не бришиш плочки? Не, се избања, се излезе. Има мама тоа да среди. Мама, да. Така? И сега, значи, стојна ќе се навратам јас малку наназад, затоа што ми кажа дека нели твојот сопруг имал желба нели да почне да ја реновира куќата, така? Јас... Па имаше, да. Меѓутоа сакав да кажам дека еве ние дел од неговата желба за реновирање на куќата, се надевам дека ја остваривме, па да. А понатаму верувам понатаму здравје ќе порасне Милан, па ќе си работи и ја по нешто и така. Ќе обстанеме, да. Со заеднички сили. Па здравје. Друго е вака, нели, малце некој да ти помогне. Не малце, ова е превише за мене помош. И така.
постепено ќе си правим здрави. Све едно, Па да. едно по едно, да. Новата кујна ни е тука. Имаме едно шпорет, јас гледам, нели? Јас си го купив, да. Така, имаме едно шпорет и со тренингот како напредува мајстор? Супер. Супер е? Да. Ќе одиме да ми покажеш после како Може. тренираш, да? Може. А голови даваш? Да. Да? Бевме во Грција. Бевте во Грција? Да, трениравме таму, бевме на море. Се бањавме. Дојде и Сунчан. И Сунчан, да. Iscrven, си изгорал малце, тоа сето ќе ни го каже тренерот. А сега една крпа да ми дајте, сега се бањам кај вас, може? Може. Добро. Може. Тогаш чекам пешкири, ја ќе видам да се бањам. Ајде. Može drug, ima način, samo što to znači. Gledaj me nežno ti ili grubo, jaske shvatam koliko volim, ima ljubav, o što se saka, se pravi kako mene, taka, za pozdravi soraka. Ja nemam vreme, znaj, o što se saka, se pravi kako mene, taka, i neke mi je maka, da dojde potem Che bidam hrabra, pa duri može malku smešna jaz. No che ti И колку и да изгледа обично и секојдневно, ова миење на раце за мене представува најубавото и најинтересното миење раце. Затоа што успеавме во она што се нарекуваше невозможна мисија. Успеавме да го реализираме проектот наречен Купатило бања на семејството во Мршевци. Овде ќе искористам приликата да му се заблагодарам најмногу на водоводжијата Јане, кој што несебично се потруди да ја исполни желбата на ова семејство. Им се заблагодарувам на сите кои што донираа и кои што помогнаа ова да биде реалност. Сега ќе се туширам, излегувајте, ајде. ima ljubav, o što se saka, se pravi kako mene, taka, za pozdravi soraka. Ja nemam vreme, znaj, o što se saka, se pravi kako mene, taka, i neke mi je maka, da dojde potem kraj, o što se saka, se pravi kako mene, taka, i neke mi... I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are
после 5 месеци се наоѓаме на истиот терен на кој што нашиот член Милан почна со тренинзи во нашата фудбалска школа Гроздановски. Можеме слободно да кажеме дека после 5-6 месеца Милан се вклопи одлично и е наш рамноправен член со другите кои што тренираат подолго време. Во школата, во фудбалската школа Гроздановски ми е многу убаво. Ова лето бевме во Грција на летен камп. Таму трениравме, исто така се бањавме во морето. Мене беше прв пат таму да идам во Грција. Исто така и таму трениравме на ден 2 пати. Јас не знаем да пливам, меѓутоа тренерот Маријан и тренерот Дејан ме научија да пливам. Најинтересно ми беше, па што се бањав, што тренирав и што се шетавме. Редовено на тренинзи, тоа морам да го пофалам. Нормално ги слуша сите тренери, како што кажав уште тогаш дека мора да не слуша нас. Милан не слуша премногу дури изненадени сме колку добро не слуша. Ги прави сите работи што се бараат од него на тренинг. Другарува со децата, одлично е вклопен, другарчињата сите го фатија прекрасно. Така да Милан веќе почна да се надпреварува, значи почна да игра и надпревари. Веќе има 4-5 надпревари позади него. Со тек на време нормално ќе напредува уште повеќе, ќе игра и уште повеќе надпревари. Така да можам слободно да кажам дека едноставно Милан напредува во фудбалот, како и што очекувавме, затоа што искрен да бидам како тренер, Милан поседува квалитет фудбалски. Сега зависи од него дали ќе го реализира тој. Тогаш и кажав на Снежа дека ако стане звезда, ќе мора да ја обезбеди пред се на незе карти за нивниот надпревар. Се надеваме сите на тоа, се надева, предпоставам дека сонува он тоа. Ние како тренери, нормално Снежа, која е главен виновник за ова. Играм позиција лев бек и до сега тренирам редовно, идам на тренинзи. Мојата желба е да станам фудбалер за Барселона, да играм таму. Позиција лев бек во Барселона игра Джорди Алба, се надевам дека јас ќе земам неговата позиција. Милан веќе учествуваше и на летен камп кој што го организира нашиот најдобар фудбалер Горан Пандев. Кампот беше во Грција, каде што Милан беше, ајде да не кажам, пресреќен, затоа што се чувствуваше одлично помеѓу толку не само другарчиња од нашава школа, туку имаше и од други градови, преку 200 учесници, каде што Милан покажа одлични резултати. Не ќевме да му ги кажеме резултатите уште тогаш, пошто цело време беше следен и од други тренери, така да Милан беше одличен на тој камп. Пред се покажа човечки особини, каде што беше безпрекорен. Нашите следни планови со Милан, ајде така да кажам, пред се со нашата фудбалска школа, меѓутоа и Милан спаѓа во тие планови, затоа што е наш член. Следниот месец најверојатно веќе имаме веќе имаме закажано превари во нашиот сосед Бугарија, каде што ќе одиграме пријателски надпревари со една нивни клуб. Милан се уште не знае, меѓутоа и Милан ќе биде во таа експедиција, така да ја наречам, каде што ќе му биде, предпоставам, прво меѓународно искуство за надпревари. Еден ден сакам да играм за македонската репрезентација и да го заземам местото на Алиевски. Фудбалска школа! И откако се уверивме дека во домот на семејството на Милан и Стојна се е во најдобар ред, и откако се уверивме дека на теренот на фудбалската школа Гроздановски се е во најдобар ред, можам да кажам дека мисијата со семејството од село Мршевци е успешно завршена. Одиме по нови приказни.
Не сум крадел у животот никогаш, само сум просил се. Имав малтретирање по рацете, модраци, по нозете, со камшик ме тепаше, по грб, по се. Ке фрлат у канта, ја кидам, ке го земам, ке јадам, срамота е малце у животот.